Што правиш? Пејам, види? Така ми дојде. Која песна ја пееш? Нема да ти кажам. Зошто? Нема да ти се допадне. Што се случи? Ништо. Добро си? Добро? Малку ме боли. Што и да ми дадоа утрово, сега почнав да чувствувам. Навистина ли се исплаши? Дека ќе ми се случи нешто? Помести се. Помести се малку. Почекај, ме застрелаа пред 2 дена. Види? Изгледаме одлично, нели? Прекрасно. Ти си толку убава. Јамур. Ја сакам секоја песна што ја пееш. Колку тетоважи се направија на моето тело, колку заклетви и колку покајанија, кога земав голтка, кога вдишував, колку сенки лича на тебе. Види вака. Ти текнува како се чувствуваше кога прв пат ме запознаја се уште сум истиот човек. И ти ветуваме, бе? Никогаш нема да ти дадам ветување што не можам да го исполнам. Значи те молам. Ајде. Ајде да си одиме дома. Затоа што нема друг избор, тоа е најбезбедното место во моментов на светот. Привремено е. Погледни ме. Привремено е, ќе помине. Моето семејство има потреба од мене. А јас имам потреба од тебе. Да заврши ќе се преселиме. Ќе бидеме на друго место, само ние, само јас и ти ветувам. Добро, прифаќам. Ќе дојдам. Ама ќе ми дадеш уште едно ветување, такво, што можеш да го одржиш во ред, ќе го најдеш оној што го организираше нападот. Нема да направиш ништо. Нема да се одмаздуваш. Нема да го претвориш ова во глупава крвна одмазда. Ако можеш тоа да ми го ветиш веднаш, ќе го земам куферот и ќе дојдам дома со тебе. Тоа е мојот услов. Ајде да видиме. Ајде, Аслан Сојкан. Ајде, вети ми сега и веднаш доаѓам со тебе. Не можеш. Има една реченица што постојано ја повторуваш. Ќе го завршам ова со коцкањето, ќе ги средам работите и слично. Сето тоа е празно. Ништо не можеш да исчистиш, Аслан. Затоа што ако ги исчистиш, ќе изгубиш целата моќ. А тебе ти треба таа моќ. Ја сакаш таа моќ. Повеќе од се и од сите нас. Јасно ли е? Јасно е.
Точна е информацијата тука е. Да. Единствениот човек што може да ја знае локацијата на Ати. Неговиот дилер, човек по име Локман. Навистина ли? Неговиот дилер. Ова е само за членови, брат, не може да ве пуштиме. Ние сме дојдени за да се паркираме. Тогаш зошто дојдовте? Да се видиме со Локман, бато, само на кратко. Не, Локман не, назад. Бато, види сега, ова е наша работа. Момче, зошто пукаш без да слушнеш и да разбереш? Што ако прашаше само што е? Што вие вам, што сакате вие од мене? Внимавај како зборуваш, внимавај. Смири се, нашиот проблем е едноставен. Каде ти последен пат го снабди клиентот Атила Ојзилмас, а? Не знам за кого зборувате, се колнам, не познавам таков човек. Синко, нашиот брат беше застрелан. Разбираш ли ти што е тоа? А? Види, не се шегувам, ќе биде лошо ако не зборуваш. 1, 2. Доста е, постави го, ќе проговори. Ќе зборуваш, бе? Зборувај. Ќе зборувам. Не дојде ли? Кој би можел да го направи овој напад? Дали најдовте нешто? Кој би... Не знам кој би можел. Направил вакво нешто, не знам. Ти. Син ти е тука. Ама Девин не е. Погледни ме во очи. Погледни ме. Прашај ме. Прашај. Ти ли го застрела Екрем, мајко, прашај ме. Прашај, ајде.
Го сакаш ли ова, а? Ова ли го сакаш, а? Кажи ми, ајде. Кажи ми, ова ли го сакаш, а? Ова ли го сакаш? Крвавата свадба на Сојкан. Аслан Сојкан, еден од најважните луѓе во деловниот свет. Аман, веќе доста од оваа работа. Добро утро. Добро утро, Снашке. Ми се истори аеранот. Тост? Што има во нив? Ово е дупло со сирење. А ово е со колбас. Каде одиме сега? Во клиниката на еден пријател, ќе ти кажувам каде е. Во ред. Снашке, само те молам, немој во неволја да не ставаш. Види, вчера Аслан ме караше, да знаеш. И да, пред тебе се губам и ми се менува расположението. Што направив сега? Зарем нешто погрешно ти реков? Епа, сакам да кажам, извини, ама малку си напната, па... Си велам, ајде да зборувам со снаата, малку да се опуштиме, ама... Верувај ми, јас сакам убаво да зборуваме, ама... Малку се плашам од тебе. Жал ми е. Не треба, бе, Снашке. Ти кажав затоа што ме праша, ако не прашаше, ништо немаше да кажам. Добро? Ајде тогаш да разговараме. Почни, прашај. А не, Снашке, повели ти. Добро, за кој тим навиваш? Затоа не сакам да зборувам, забрането е. Зошто? Докторот ми забрани, ми прави стрес. Заедно со ова чешење ми се крева и шеќерот. Добро. Омилената народна песна. Народна. Снашке, зошто баш сега народна песна? Навистина, мислев дека си модерна. Тоа е формален пристап. Навистина, мора да биде народна песна. Се извинувам. А што најмногу слушаш тогаш ти? Што слушам најмногу? Народно.
Добро утро. Джелам, престаните, молам. Остави, незиниот став е против мене. Душо, каде е невестата? Рано утрово замина баба имаше обврски, мораше да излезе. И синоќа ја немаше. Си го направи своето, ја изберка девојката. Гледај, колку се исплаши. Но секако невестата ќе дојде и нејзиното владење ќе заврши. Од сега па натаму немам причина да се плашам од никого, мајко. Твојот внук не успеа да ја фати сопругата за рака и да ја донесе на маса. Па што треба јас да правам? А? Ако сакам, можам да ја донесам и да ја седнам невестата на оваа маса. Еден телефонски повик е доволен. Добро утро. Јас излегувам. Погледни ме, земи ги ешреф и ќе зем со тебе, не оди сама. Лела, Керко, си одиш? Да, си одам, мамо. Имаш ли нешто да ми кажеш? Имам. Почекај, доаѓам јас. Со задоволство. Пријатно јадење. Мамо! Мамо! Ќе ме почекаш малку? Мамо! Мамо, погледни ме, те молам. Мамо! Лейла чека, тргни се. Жал ми е. Навистина го мислам тоа, жал ми е за тоа што ненамерно го кажав вчера. Во ред, те навредив. Извини, мамо. Нема ништо? Не, Насмевка некаква? Ништо нема? ништо. Нула? Не. Дојди овде. Аслан, слушај ме, сине. Не ми требаат некои големи потези како што си замислуваш ти. Можам да ја внесам Девин во куќата со еден телефонски повик. Девин? Како си? Не знам. Ужасно. Тургот, Душо, местово е чисто, гледаш, нема напаѓач. Можеш ли да почекаш надвор, те молам? Освен, ако се разбере тебе ти треба терапија. Не, знаш ке е тоа никако. Тургот, Душо, ке ти пречи ако чекаш пред станот? Ако некој влегува или излегува, ти да проверуваш. Добро? Во ред. Сега и со телохранители? Тоа е внатре? Внатре не требаше да биде тука, нели знаеш? Илка е во ред, не мора ти да ми ја кажуваш вестината. Гледај, како психолог сега правиш сериозно етичко прекршување. Свесна ли си за тоа? Илкај, свесна сум. Не грижи се. Не ми објаснува професијата, добро? Знам.
Добре дојдовте, докторке. Добро ве најдов. Уште една недела од прилика. Ќе бидам туку уште една недела. Добро, секако ќе зборуваме. Слушнав секако дека е луд. Не, ти ништо не прави додека не дојдам. Нема да се жалам, Борет. Борет. Не грижи се, не може некој да ме најде. Борет, ќе зборуваме. Добро, ќе ти се јавам, добро. Добро, се слушаме. Што е ова? Кој е ова? Ајде. Излези надвор. Излези! Аслан, значи, да го решиме со разговор. Ако се може да се реши со разговор, Атила, тогаш кој ќе беше крал на џунглата наместо лавот? Папагалот. Не биди кукавица, Атила. Ова е крај. Ова ти е како некоја семејна традиција, Снао. Ова прави ме ефектни влегувања. А и ти не си лоша. Добре дојде во семејството. Дали седиме на вистинско место? Мислам, ова е за пациенти, нели? Мислам,
Не знам дали јас сум или вие сте пациентот овде. Како да те наречам сега? Доктор Ке или Снао? Ова не е терапија, Џихан. Викај ме како сакаш. Ево ред. Ако не е терапија, зошто тогаш се сретнавме? Затоа што овој пат мене ми треба твојата помош. Навистина. Ајде Боже. Епа, повели. Има нешто што сакам да го знам за Аслан. Дали Аслан некогаш убил некого? Што очекуваш да чуеш? Вистината. Тоа го знаеш. Човек мора да биде лисица за да ги препознае стапиците и лав за да може да ги избрка волците. Аслан е како насловот на оваа книга. Тој бил главното дете кај нас, разбираш? Татко ми многу не се разбираше во книги, ама ова често го велеше. Оној што му дозволува на друг да стане премногу моќен, сам си ја копа пропаста. Со други зборови, Аслан убивал кога било неопходно за да ја спречи пропаста на своето семејство. Тоа ли го мислеше? Јас тоа не го кажав. Ти тоа го кажа. Многу си нетрпелива, докторке. Многу. Тогаш што велиш ти, Џихан? Ајде остави ја таа книга и одговориме едноставно дали или не убил, дали Аслан убил некој човек. Докторке, не поставувај прашање на кој го знаеш одговорот. Но можам да направам нешто за тебе. Една мала услуга. Можам да ти кажам работи што не ги знаеш. Например? Например, Аслан сака да расчисти некои работи, ама тоа нема да се случи. Моќта е моќ. Тој не може да се откаже од неа. Тој не е таков. И? Затоа ти си влюбена во него, нели? Затоа што е човек кој, кога треба, може да стане немилосрден. Нели? Или не е така? Ти, Не, немој. роден си со сеа, сега си одиш со црна вреќа. На главата од овој свет, така, ништо немаш од овој свет, не ти остана. Брате, немој, те молам, Аслан. Аслан не го направив тоа, велам, не сум јас, брате, не. Ништо ти не направи, знам дека ти ништо не направи, јасно ми е мене. Брате, немој, те молам, Аслан. Ама се спротистави на Аслан Сојка, на тоа има цена на овој свет. Разбираш? Аслан, ајде да разговараме, велам, не сум јас, да разговараме. Никако маш не успеа да умреш, бе, а ти. Брате, немој, не прави го тоа, те молам, Аслан, не сум јас, Аслан. И ти ја сакаш таа моќ. Треба да направиш една работа. Да се бориш.
Имаш страшен непријател пред себе, знаеш. Мора силно да се бориш. Докторке, не бегај од таа битка. Јас се не бегам од ништо и не трчам помоќ. Во тоа нема ништо срамно. Луѓето се такви. Секогаш сакаат, затоа и сакаат. А и ти сакаш. Само едно нешто да направиш треба. Ќе одиш во таа куќа и ќе се соочиш со Хулија Сојкан. Добро, бори се. Повторно зборуваш бесмислено. Слушни ме убаво. Еден ден ќе разбереш што значи да бидеш Сојкан. Тоа е твојата сила. Таа сила ќе те затруе, а ти нема ни да забележиш. Ке велиш на секаде, јас сум Девин Сојкан. И тој ден нема да те интересира дали Аслан убил некого или не. Ме разбираш? Навистина? Да. Добро, кога веќе зборуваме толку отворено за се и бидејќи денес не сум психолог, ќе ти поставам уште едно прашање. Џихан, од каде ти знаеш дека луѓето полесно ја преболуваат смртта на таткото отколку наследството? Зошто ти не успеа? Зошто не можеш да преболиш смртта на татко ти, Џихан? Сташке! Сташке, добра си. Јамро, зошто не ми пишуваш пораки? Аха, па заспав од умор. Па Зарем не ти реков дека мораш да ми известуваш за секој час? добро заспав малку. Како е Екрем? Екрам е подобро денес. Вчера имаше малку болки. А мама, како е? Зборуваше со неа, како е? Леле. Што се случи? Сестро, колку е часот сега? Што се случи, Јамур? Сестро, па татко ми ја продавал куќата. Што? Мајка ми се јави вчера. Денес напладне требало да се сретнат дома и да ги потпишат документите. Јас секако ќе смислев нешто, но па заборавив. Браво, Јамур. Навистина убаво, сега ми го кажуваш ова. Немој да ме правиш нервозна. Ништо не ти кажавме затоа што беше премногу зафатена. Одлично сте го направиле, Јамур. Навистина, одлично. Добро, доста. Ќе го средам тоа.
Се е во ред, Снашке. Да, се е во ред. Те молам, сврти овде, треба да одам на друго место. Добро. Што е ова? Ништо лек против болки, може да ми го дадеш? Знам што е ова. Еко, Од каде ги најде овие? Колку долго ги користиш? што колку долго не зборува. Одговори ми на прашањето. Што ти е тебе? Што се случува? За ова било се. Што? Што зборуваш? Затоа остана кај мене, нели? Што зборуваш? И синоќа беше лага. И синоќа не беше при себе, нели? Што зборуваш? Останав затоа што се грижев за тебе. Останав од човечност. Што ме испрашуваш вака? А? Кој си ти? Ова твое однесување поради бакнежот? А? Што ти се случува? Кој си ти воопшто? Мајка си ми или татко ми си? Кој си ти? Кој си? Да беа мајка ти и татко ти немаше да бидеш ваква. Остави ме на мир. Кој си ти воопшто? Убаво што дојде. Дури и кај поранишното момче одам под твојот надзор. Мамо, за тебе што е нормално? Што? Вчера нели рече? Ненормално однесување. Затоа зборувам. Размислувам од вчера, не можам да разберам. Што е нормално? А што е ненормално? Јас нормална ли сум? Кој го одредува тоа? Пак почна да поставуваш глупави прашања, Лейла. Дали мислиш ненормално? Јас знам дека нешто е срамно само кога ќе направиш нешто срамно. Кога ќе направиш нешто лошо. Зошто се срамиш од мене, мамо? Јас ли сум лошото нешто што си го направила? Не сторив ништо лошо. Јас само сакав некого кого ти не го одобруваше. Врати се без да правиш проблеми. Подарокот е подготвен, ќе ви го дадам кога ќе ве оставам.
сакаш од мене? викај. Што сакаш од викај. мене? Сакаш Што да ми го очекуваш, а? одземеш животот? Што очекуваш? Го сакаш мојот Се е живот? завршено. Јас Земи немам го повеќе тогаш. пари. Земи Не го. истини до крај. Доста. Не, доста ми од тебе. Турго, застани од дете моја. Мене ли? Куќата е моја. Барот е мој. Јас продавам како што сакам. Што се случува? Зошто повторно викаш? Девин Кирко. Девин, фала му на Бога. Мамо, ајде влези внатре. Девин, не си удам од овде, нема да ја напуштам оваа куќа, не може да ме избрка од оваа куќа. Мамо, влегувај, добро. Нека те стигне заслуженото. Жал ми е за тоа што се случи. Свадбата беше нападната. Подобра ли си сега? Очигледно си се загрижил за кирките. Што се случи, зошто токму сега дојде? Ништо, ја продавам куќата. Не дозволувам. Девин, готово е. Веќе ја продадов, збогум. Продај да видиме дали можеш да ја продадеш. Ќе видиме. Да? Слободен сум и целосно достапен, повели. Разбирам. Сега ги чекаме тие лабораториските резултати. Нека стигнат да ги видам, па јас после ќе проценам. Внучко, добре дојде. Здраво живо. И тебе здраво. Да ни кажеш дека доаѓаш, ќе се подготвевме. Тоа веќе е готово. Земете. Јаве. Јадете. Многу добар. Джир. Ја зајакнува крвта. Синко, донеси му на внук ми сок од репка, нека биде лут. Кажи ми зошто дојде денес овде ти, а? Мојата цел е поврзана со еден бескрвен расипан човек. Чичко. Тој човек нареди да биде застрелан човекот кого го сакав како брат. И го застрела. Се обиде мојата свадба да ја претвори во погреб и ти беше таму. И ти го виде тоа. Сушност, додека ги правеше, сите тие работи знаеше дека се ќе му се препише на Ати, така? Додека јас се борев со оние што ги сакам, тој му се јави на Ати и му рече: Ати, бегај. Бегај, Аслан ќе те уништи тебе. И не беше тоа за да го заштити. Проблемот беше да се преземе каналот. Валканите пари требаше да влезат во каналот во рокот една недела. И после тоа се ќе беше безбедно, нели? Сите сметки се затворени. Остана само една сметка. Една само. И сега ти мене ќе ми дадеш отчет, Ибрахим Сојкан. Добро. Навистина мислиш дека можеш да ја продадеш куќава? Каков човек си ти? Жената живее тука сама, не работи и нема приходи. Доволно е веќе. Со ова си опсена сега. Што се случува, Девин? За еден ден ли стана мафијашти? На, секако, тоа и се очекуваш од тебе. Да бидеш на насловните страници, да напаѓаш новинари, така ли? Не зборуваш за работи кои што не ги знаеш. Нема што да се знае, Девин. Се е јасно. Патот по кој одиш не е исправен. Гледај, ќе ти кажам, патот по кој одиш не е добар. Те предупредив повторно. Внимавај. Оној што живее од меч... Никогаш да не ја довршиш таа реченица. Внимавај.
Тргни се од овде. Нема да ти дозволам да ја продадеш оваа куќа. Така ли? Ако се осмелиш, продај. Ајде видиме, спречи ме да ја продадам, да видиме дали си силна. Со месеци Така ли? се обидуваш. Кога ќе дојдат тие луѓе, ќе им кажам каков човек си. Ќе видиш ти убаво. Господин Зафер, Здраво, како добре дојдовте, сте? како сте? Здраво. Здраво, Јас сум Диво. Девинакин. Благодарам, здраво. Девинакин. Господине Зафер, се е подготвено, веќе ја видовте куќата, ви се допадна. Закажав термин кај нотар, ајде одиме веднаш и да ја завршиме работата, добро? Господине Зафер, не. Мојата мајка живее сама во оваа куќа. Нема каде да оди, ве молам. Не грижете се. Ние се откажавме од купување. Се случи во последен момент и може да го задржите капарот. И онака беше мала сума, да. Не разбирам, зошто сега се откажавте? Чекайте малку, што се случи, ја? Нам ни се допадна друг стан. Покомфорен и поголем за со деца. Жал ни е. Инаку посакуваме брзо оздравување. Штом ги видовме вестите, не знаевме дека вашата мајка живее овде. Ве молам да и се извините. И поздравете го господинот Аслан. Пријатен ден. Довидување. Ајде, Тургут. Чичко. Ајде бе, половина татко значи тоа. Треба многу да се молиш да знаеш затоа што брат ти не е жив. Свесен си, легнуваш и се молиш. Мојот татко не ја виде твојата нечестност и тоа го знаеш, нели? Полека малку. Внимавај, понатаму е пекол. Внимавај. Знаеш каде стоиш? Ти ми го зборуваш ова мене. А? Човекот што нареди да биде застрелан Екрем. Тебе многу те сака Господ затоа што ништо не му се случи на детето. Ќе те натерав да доживееш нешто што не можеш ни да ги замислиш, ме знаеш. Јас никому не сум рекол оди пукај во Екрем. Но така зборуваше и ти, кога мајка ти го застрела Кемал. Аслан, што? Вашите вредни, а нашите безвредни ли се, а? И таму таа направи грешка. Ништо погрешно не направи. Направи все што требаше. Сакав да ти ја покажам безбедносната слабост на фармата и на мајка ти и твојата. Со пукање на семејството, така? Примерот е подобар од советот. Видов дека од совет ништо не разбираш и го направи тоа што требаше. Твојата мајка беше во таа куќа, мајка! Каков човек си ти, бе? Каков син си, не те разбирам. Ти ли дојде да ја испиташ мојата чест? Ајде! Ајде! Гледај си ја својата работа, ајде! Види, многу добро знаеш дека не можам да те убијам, така е, нели? Затоа што презимето е како панцир и многу добро го знаеш тоа, ама те молам немој. Не ја испитувај мојата трпеливост. Јас веќе се откажав од брат ми. Од тебе уште полесно ќе се откажам, немој да ја тестираш трпеливоста. Аслан, ќе изгубиш. Немој да одиш предалеку. Јас еднаш го доживеав тој пораз, знаејќи кој ми е непријател, те препознав јас тебе. Ама за жал ти мене не ме препозна, види ќе ти кажам нешто. На лавот не ја фаќај опашката, така велат. Ако ја фатиш, тогаш не ја пуштај. Ме разбираш ли? Од сега натаму да се плашиш и од својата сенка. Се разбираме?
почеток е ова што ти го зборувам. Ќе има и продолжение, верувај. А ти го знаеш тоа. Стигна. Што стигна? Фотографијата од стрелецот. Дај. Јилдирим Созен има обемно криминално досие. Дознавме од каде дошла нарачката. Од каде? Од фабрика за цемент на еден човек по име Кјуршат во Силиври. Капиталот е огромен, Аслан, и Ибо играше на големо. Ако испораката помине, ќе добие 5 пати повеќе од вложеното. А што ако не помине? Ќе биде уништен. Внимавај. Ова овде не е шега, да знаеш. И стрелецот, и испораката на Ибо се во твои раце. Што ќе правиме? Ќе ми дадеш едно ветување што ќе го исполниш. Кога ќе го пронедеш тој што го организираше нападот синоќа. Вети ми дека ти ништо нема да направиш. Вети ми дека нема да го претвориш ова во крвна освета. Нема да го направиш.